Почитувани гледачи на КМ телевизија и на YouTube каналот на Тетовски спорт, добре дојдовте во уште еден надпревар на екипата на КК Тетекс на домашен терен. Надпревар од 16-тото коло на втората машка кошаркарска лига помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Охрид од Охрид. Освен овој надпревар, во ова 16-то коло на втората машка македонска лига се играат уште надпреварите помеѓу Баскет Кам и Хераклеја, Соколи Вардар, Водно Санско пречекува Шкупи, Црндрим Чаир и Борец Баскет ја пречекува Струмица. Очекуваме почеток на овој надпревар, само што започна надпреварот. Прв напад за гостите со број 4, тоа беше Кузмановски, односно со број 6, простете, тоа е Јовановски, први негови поени. За домачините во првата постава забележувам Костовски, Теофиловски, Ценовски, Ристовски и Вапски. Ценовски за 3, тројка на Михаил Ценовски, убав почеток на надпреварот за домачините. Да видиме кај гостите, во првите 5, Стојановски со број 5, Јовановски со 6, со број 13 Столески промаши, со број 9 другиот Стојановски и капитенот на екипата со број 8 Челик. Ристовски предводи напад на екипата на Тетекс. Додава до Костовски. Вапски убаво се гради под обрачот, да видиме. Вапски сам, фаулиран Вапски, ќе видат тоа две слободни фрлања, затоа што Крсте Вапски беше фаулиран во обид за постигнување на поени. Точно една минута измина од првата четвртина, резултатот 3:2 за Тетекс. Суди овој надпревар се главен судија Бобан Антовски од Скопје, Филиповски исто така од Скопје и Ристовски од Тетово. Делегат на надпреварот, поранешниот играч на Тетекс Зоран Илиевски. Вапски успешен во двете слободни фрлања. Секако први негови поени. Јовановски со број 6. До Стојановски. Неуспешен беше со број 5. Другиот Стојановски. Тетекс тргнува во напад. Теофиловски сам за 2. Убави поени на Теофиловски. Добро почнуваат домачините на овој надпревар. Јовановски до Стојановски. Стојановски за 3 неуспешен. Висок скок на Столески. За уште еден напад на екипата на Охрид. Фаулиран беше тука Стојановски од Костовски. Се обиде Костовски од позади да му ја одземе оваа топка. Судиите проценија дека тоа е лична грешка. Стојановски до Јовановски. До другиот Стојановски, сега Челик. Не ја приме оваа топка капитенот Челик, ќе биде тоа нов напад за екипата на Тетекс, го предводи Ристовски, а вие го следите овој пренос благодарение и на нашите спонзори, Кафе бар од Двор 21, Пица сервис Јани и Кичен бар Инфинити. Ценовски со топка. Фаулиран беше Теофиловски под кошот. Ќе видат тоа нови две слободни фрлања. Теофиловски успешен во првото. Теофиловски неуспешен во второто слободно фрлање, висок скок на Стојановски, односно Јовановски, простете. Убаво игра во одбрана Теофиловски, топката доаѓа до Челик, Челик за 2. Убаво, Челик се снајде во рекетот на домачините. Тоа се први поени на капитенот на гостите. Ристовски. Теофиловски до Вапски. Вапски сам. Убаво си создаде простор Крсте Вапски, но не успеа да постигне поени.
Контранапад. Пресече Ценовски на неуспешен и Ценовски во оваа транзиција. Последен со топка да чинам играше Костовски, тоа ќе биде нов напад за екипата на Охрид. За прв пат во игра на местото на Стојановски во игра е со број 4 Кузмановски кај гостите. Кузмановски против Костовски, дуел на 2 четворки, убава асистенција под кошот до Стојановски, сега Јовановски, фаулиран од Ристовски, чинам дека е тоа. Така е. Судијата Антовски покажува број 9. 8:4, 6 минути и 48 секунди до крајот на првата четвртина, 14 секунди до крајот на овој напад на гостите. Челик, Кузмановски. Аут беше тоа. Нагази на линијата таму Стојановски. Ценовски го предводи новиот напад за екипата на Тетекс. Додава до Ристовски. Исчистена цела страна да игра капитенот Костовски против Кузмановски, неуспешен. Фаул на Теофиловски. Ефикасно почнаа двете екипи на почеток на овој надпревар. Сега во последните минута и пол 2 нема постигнато поени, ниту Тетекс, ниту Охрид. Челик сега за 2. Неуспешен и тој. Ристовски до Костовски. Костовски. Повторно Ристовски. Сега Ристовски во дуел со Кузмановски. Ристовски неуспешна асистенција до Теофиловски. Стојановски во транзиција губи оваа топка. Топката беше во аут. Не успеа да ја спаси Стојановски, ќе биде тоа нов напад за екипата на Тетекс. Веќе подолго време на семафорот стои резултатот од 8:4. Ристовски против Кузмановски. На блок му приоѓа Вапски. Пик ен рол игра, Вапски. Се гради под кошот, така е. До Теофиловски, Теофиловски сега за 3. Излезе оваа топка од обрачот, штета. Кузмановски. Додава до Јовановски. Јовановски до Столески. Столески неуспешен. Но повторно гостите ја прифаќаат оваа топка. Сега Челик до Столески. Кузмановски до Челик. Челик за 2. По подолго време, на точно средина на првата четвртина, поени за капитенот на гостите Челик, четврти негов поен. Осум спрема 6. Костовски. Убава финта, препознатлив дриблинг на Владимир Костовски. Го измести од патики Столески, постигнува поени. Први поени на капитенот на Тетекс. 10:6. Измена и кај домаќините, излегува Теофиловски, на негово место Марио Шуменковски за прв пат во игра. Јовановски уфрла до Кузмановски. Стојановски. Кузмановски. Додава до Челик. Челик уште еднаш за 2. Овој пат неуспешен. Топка прифаќа Столески. Фаулиран од Костовски. Втора лична грешка за капитенот. Треба да внимава на фаулите. Екипата на Тетекс се уште не е во бонус. Топка од страна за Охрид. Кузмановски.
до Челик. Челик во дуел со Крсте Вапски. Излезе оваа топка од обрачот. Останува 10:6. Шуменковски до Костовски. Костовски. Фаулиран капитенот Костовски од Столевски. Ќе видат тоа две слободни фрлања. Уште една измена кај екипата на Тетекс, излегува Ценовски, на негово место Јаневски. Костовски успешен само во второто слободно фрлање. Трет негов поен. Кузмановски за 3. Први поени за Кузмановски. Костовски се обидува да врати на спротивната страна во бунар. Ќе биде тоа напад за екипата на Охрид. Уште една измена кај домаќините, излегува Костовски, на негово место Славиша Јаневски. Може би допира и до вас, почитувани гледачи на КМ телевизија и на YouTube каналот Тетовски спорт, ова атмосфера од салата во Економското училиште 8 септември во Тетово. На овој натпревар присутна и навивачката група на Тетекс Војводи. Им дават подршка на своите миленици во обид да забележат уште една победа, толку посакувана победа во борбата за опстанок во втората македонска кошаркарска лига. Сега Јаневски против Кузмановски, Ристовски за 3. Неуспешен Ристовски во неговиот прв обид за 3 поени. Сега фаулира Ристовски. Како што забележува на записничката маса, веќе Тетекс го исполнил бонусот, тоа ќе видат две слободни фрлања за Јовановски. Излегува и Ристовски од игра, на негово место се враќа Теофиловски. Јовановски успешен само во второто слободно фрлање, 11:10. Трет поен за Јовановски. Вапски е со топката. Како да не знае што да прави со неја, ја додава до Јаневски. Сега Вапски му прави блок. Фаулиран беше од Челик. Гостите се уште не се во бонус. Ќе виде тоа топка од страна за екипата на Тетекс. Излегува Челик од игра кај гостите. Во игра со број 12 Бојовски. Јаневски додава до неговиот брат Славиша Јаневски, овој до Вапски, Вапски за 3. Неуспешен Крсте Вапски, висок скок на Теофиловски, штета. Штета. Не го валоризираше овој скок Теофиловски, на спротивната страна Кузмановски. Убаво, Вапски му ја краде оваа топка. На крајот мртва топка. Веќе нема потврлање во кошарката, затоа што првиот напад им припадна на гостите од Охрид. Сега топката е за екипата на Тетекс. Теофиловски. Шуменковски.
прави блок Јаневски, Шуменковски до Славиша Јаневски. Ја губи топката Јаневски, Јовановски во контра, до Бојовски, Бојовски за 2, успешен Бојовски. Екипата на Охрид за прв пат во водство на овој надпревар, 12:11. Јаневски блок му прави Вапски. Убава асистенција до Теофиловски. Вади до Јаневски. Сега Бранислав Јаневски за 3 поени, тројка на Јаневски. И ова е прв тајмаут на надпреварот. Го побара гостинскиот тренер Стојановски. А ние да кажеме дека спонзори на овој надпревар се кафе барот Двор 21, кој се наоѓа на убава локација веднаш до тениските терени во Тетово. Може да уживате кога е времето убаво во нивната прекрасна бавча, да си поминете убаво време со вашите пријатели. Пица сервис Јани, најдобрата пица во градот и најдобра тетовска пастрамајлија. Нудат и различни видови на пица, пица ромања, многу видови на благи може да си нарачите во пица и кейк сервис Јани. Имаат бесплатна достава до вашиот дом. Ново е што со секоја нарачана фамилиарна пица или пастрамајлија добивате гратис 4 јаклери. На чиј вкус сигурно не можете да одолеете. Може да си порачате на добро познатите телефони 075 909 000 и 044 522 202. И секако кафе бар Инфинити, кој се наоѓа на 50 на метри од раскрсницата помеѓу улиците Благоја Тоска и Борис Кидрич нагоре. Но веќе вие добро почитувани гледачи ја знаете за Кичен бар Инфинити. Ако еднаш сте биле таму, сигурно и повторно одите на тоа место. Кичен бар Инфинити кој што неодамна прослави 1 година од своето постоење, а веќе е бренд во нашиот град. Има прекрасно мени. Едноставно кажано, најдобрите во градот, Кичен бар Инфинити. Во меѓувреме Столевски со нови поени и израмнување на 14:14. Убав пробив на Теофиловски, штета што не завршува ова акција, овој убав пробив на Теофиловски со поени. Екипата на Охрид во последен напад во оваа четвртина. За тројка. Тоа беше со број 9 први негови поени Стојановски. Сега Јаневски, уште 5 секунди до крајот на полувремето. До Вапски, овој до неговиот брат. Дали истече времето, како и да е, промашува Јаневски, тоа е крај на првата четвртина. Резултатот после првите 10 минути КК Тетекс, КК Охрид 14:17. Да кажеме дека екипата на Тетекс во претходното 15-то коло гостуваше во Скопје, кај лидерот на табелата Чаир 2030. Доживеа убедлив пораз од 100:68. А во останатите надпревари од 15-тото коло се постигнаа следниви резултати. Струмица на домашен терен загуби од Сокол 1933 67-74. Денешниот противник на Тетекс, екипата на Охрид, загуби на домашен терен од Борец Баскет од Велес 85-87. Вардар, сосем очекувано, дома го порази Партизан во однос од 97-85. Шкупи изгуби на домашен терен од Баскет Кам со 53-69 и во најинтересниот надпревар од 15-тото коло, во дуелот исто така за опстанок во Битола, Хераклија поразена од Црн Дрим
со 70 спрема 71. Очекуваме почеток на втората четвртина. Натпревар промеѓу екипите на Тетекс и Охрид. Натпревар кој што го следите благодарение на нашите спонзори Kitchen Bar Infinity, Кафе бар Двор 21 и Пица и кейк сервис Јани FM. Јовановски ја извлече некако оваа топка. Столевски најприсебен ја прифаќа, додава до Бојовски, Бојовски за 2. Убаво се снајде. Бојовски постигнува поени, сега Јовановски, односно Ристовски блокиран од Јовановски. Консултација меѓу судиите, број 11. Бранислав Јаневски, фаул на Бранислав Јаневски, врз Јовановски. Гостите покажуваат дека ќе бидат тежок противник на овој натпревар за екипата на Тетекс. Бојовски неуспешен, но најприсебен во противничкиот рекет беше Стојановски, беше фаулиран. Проблеми на почетокот на екипата на Тетекс со скокот. Излегува Вапски, на негово место Ценовски, а на клупата на Тетекс се наоѓа и новото засилување. Тоа е играчот со број 6 Тасков, кој што веќе има два настапи за екипата на Тетекс на гостински терен, против Шкупи и против Чаир. Еден висок играч кој што се уште не добива шанса на овој натпревар, но се надеваме дека во продолжението ќе го видиме на теренот. Убава акција на Јаневски и Шуменковски, први поени на Шуменковски. Сега краде Теофиловски топка, можност уште повеќе да се анулира предноста на Охрид. Шуменковски до Јаневски, Ценовски, Ристовски. Краде топка таму. Стојановски, Кузмановски. Браво за Ристовски, освојува оваа топка, додава до Ценовски, контранапад за Тетекс. Ценовски неуспешен во оваа контра, штета. Шуменковски ја краде оваа топка до Теофиловски, Теофиловски сам. Излезе топката од обрачот. Столевски фаулира, ќе бидат тоа две слободни фрлања за Теофиловски. Веднаш Столевски го напушта теренот, на негово место се враќа капитенот Челик. Теофиловски неуспешен во првото слободно фрлање. Успешен во второто Теофиловски, намалува на 17 спрема 19. Челик прима топка во дуел со Шуменковски, удвоен па и утроен. Убаво се движи топката кај гостите. Не успеа за 3 Стојановски, но повторно доминираат во скокот Охриџани. Сега Стојановски со влез. Први негови поени. Ценовски против Бојовски. Неуспешен Ценовски. Јовановски на спротивната страна.
Челик прифаќа топка во дуел со Шуменковски. Повторно држена или мртва топка, затоа што гостите почна повторно со посет во втората четвртина, затоа повторно топката им припаѓа на екипата на Тетекс. Ристовски. Блок му прави Шуменковски. Шуменковски. Сега до Ценовски. Ценовски за 3. Уште едно промашување на Ценовски. Не беше тој изградена позиција за шут, но истекуваше времето. Кузмановски. Повторно Стојановски. Промашува таму Јовановски. На крајот топка за екипата на Тетекс. Ристовски го предводи нападот. Шуменковски. До Јаневски. Јаневски за 3. Уште една тројка на Јаневски, втора негова тројка. Намалува на само поен предност за екипата на Охрид, 20-21. Шести поен на Јаневски. 6 минути и 25 секунди до крајот на втората четвртина. Капитенот Костовски повторно во игра. Јовановски. Бојовски ми приоѓа на блок. Стојановски. До Челик. Челик за 2. Неуспешен Челик. Конечно и домашните кошаркари освојуваат топка со скок. Неуспешна комбинација сега. Убава контра на гостите. Кузмановски до Јовановски. Пети поен на Јовановски зголемува на 20-23. Тајмаут за домашниот тренер Димитрија Вучевски. Вистинско време ние да подсетиме на нашите спонзори. Тоа се пица и кейк сервис Јани, каде што ја имате најдобрата пица и пастрмајлија во градот. Може да порачате на добро познатите телефони 075-909-000 и 044-522-202. Најразлични видови пици, пица Ромања, многу видови благи, може да нарачате во пица и кейк сервис Јани. Бесплатна достава до вашиот дом. Ново е што со секоја нарачана фамилиарна пица и пастрмалија добивате гратис 4 еклери. Kitchen Bar Infinity, веќе бренд во нашиот град. Kitchen Bar Infinity, каде што со вашите пријатели поминувате одлично време, уживате во најдоброто кафе во градот и во прекрасното мену на Kitchen Bar Infinity и секако кафе барот Двор 21. Младите најдобро знаат дека најдобрата забава е во кафе барот Двор 21, преку викендот најчесто и со жива музика. Во меѓувреме фаулиран беше Ценовски под кошот на гостите, ќе бидат тоа 2 слободни фрлања. Успешен Ценовски во првото. Успешен Ценовски во второто слободно фрлање. После онаа тројка во првата четвртина, по подолго време повторно се запишува во листата на стрелците. Челик неуспешен. Ристовски. Јаневски му прави блок. Сега Шуменковски за 3. Ова шут на Шуменковски.
Пети поени за Марио Шуменковски. Тетекс повторно во водство, на точно средина на втората четвртина. 25-23. Измена кај гостите, излегува Кузмановски, во игра другиот Стојановски. Ристовски до Костовски, за малку ќе ја загубе оваа топка. Домашните, сега Костовски за 2, искусно капитенот Костовски. 5 негови поени. Стојановски до Бојовски. Бојовски за 2. Неуспешен Бојовски. Уште еден скок на Ценовски. 27-23. Можност Тетекс да го зголеми ова водство. Ценовски за 3. Во бунар Михаил Ценовски. Убава одбрана тука одигра мотивирано Марио Шуменковски. Тетекс освојува уште една топка. Судијата Филиповски ја опоменува гостинската клупа да не реагира. Костовски. Јаневски. Додава до Ристовски. Јаневски. Уште еднаш Ристовски. Ристовски за 2. Го нацили противничкиот играч. Штета што ова излезе од обрачот. Сега Стојановски. До Јовановски. Овој до другиот Стојановски. За 3. Неуспешен. Челик ја освои топката, но ја веднаш ја загуби. Ценовски во контранапад. Убаво. Високо ја извали топката во табла. Нови поени на Михаил Ценовски. 7 негов поен, а гостинскиот тренер Стојановски реагира со неговиот последен тајмаут за во првото полувреме. Можност ние уште еднаш да се подсетиме на нашите спонзори. Тоа е Kitchen Bar Infinity. Веќе на добро позната локација. Сите знаат дека најдоброто место да го поминете вашето време со вашите пријатели е Kitchen Bar Infinity. Да си порачате некоја пијачка или од прекрасното мени на Kitchen Bar Infinity. Пица и кейк сервис Јани. Имаат најдобрата тетовска пастрамајле и разни видови на пица, а со секоја порачена пица добивате гратис 4 еклери со одличен вкус. Секако вршат бесплатна достава во вашиот дом, а може да си порачате на добро познатите телефонски броеви 075 909 000 и 044 522 202. И секако Кафе-бар Двор 21. Веднаш до тениските терени при спортскиот центар во екипата во Тетово се наоѓа Кафе-бар Двор 21. Младите знаат дека тоа е најдоброто место во градот, кој ја нуди најдобрата забава во текот на викендот. Надпревар само што продолжи. За прв пат во игра кај домаќините го забележувам играчот со број 6. Новото појачување за екипата на Тетекс Тасков. Ја загуби тамо топката играчот со број 11 Совковски. На ова реагира гостинската клупа, сметаа дека имало таму прекршок. Заради таа бурна реакција на гостите добија техничка грешка од судијата Филиповски. Ќе биде тоа
Слободно фрлање за Владимир Костовски и топка од страна за екипата на Тетекс. Можност да се зголеми ова водство на домачините. Моментално резултатот 29:23 на 3,5 минути до крајот на првото полувреме. Неуспешен Костовски во првото слободно фрлање. Односно во слободното фрлање за техничката грешка. А ќе биде тоа и напад за екипата на Тетекс. Ристовски во дуел со Совковски. Совковски прави фаул. Екипата на Охрид не е во бонус. Тоа ќе биде топка од страна. Подобрачот на гостите ќе ја изведе Костовски. Ценовски до Ристовски. Во блок му приојаѓа Тасков. Пик ен рол игра. Тасков ја прима топката против Челик. Тасков за 2. Први поени на Тасков. Јовановски. Блок му прави Челик, Јовановски. Краде топка Костовски. Капитенот Костовски малку во поодминати години, но прво контра. Извлече добра контра, фаулиран беше таму од Челик. И 2 слободни фрлања за Владимир Костовски. За 7 минути игра во втората четвртина, гостите постигнаа само 6 поени. Неуспешен капитенот Костовски во првото слободно фрлање. Успешен во второто. 6 негов поен. 32:23. Со елементи на чекори тука Совковски. Играта продолжува. Кузмановски за 3, неуспешен. Ете го тоа што им недостигаше на домачините до сега. Скок на Тасков, ја освојува топка и нов напад за екипата на Тетекс. Тасков му прави блок на Ристовски. Уште еднаш, пикен поп игра. Сега Тасков се отвара за 3. Неуспешен Тасков. Сега во првото полувреме, последниот тајмаут во ова полувреме го бараат и домачините, како да сака да ги одмори тренерот Димче Вучевски. А ние уште еднаш да се подсетиме на нашите спонзори. Двор 21, кафе барот кој се наоѓа на прекрасна локација веднаш до тениските терени на спортскиот центар во Тетово. Убавото време искористете го во прекрасната бавча на кафе барот Двор 21, а младите знаат дека најдобрата забава во текот на викендот се наоѓа во токму во овој кафе бар. Кичен бар Инфинити со прекрасно мени. Таму може со вашите пријатели да се поминете убаво време. Се наоѓа на 50 на метри од раскрсницата на улиците Благој Тоски Борис Кидрич. Впрочем, добро позната локација на сите во градот, веќе станува бренд во градот, кафе бар Инфинити. И пица и кейк сервис Јани ФМ, што ја ги нуди најдобрите пици и пастрамајлија во градот. Бесплатна достава до вашиот дом. Ново е тоа што со секоја нарачана пица или пастрамајлија добивате 4 гратис еклери. Порачка на телефоните 075-909-000 и 044-522-202. Ништо посебно не се случи во овие 5-6 секунди. Шуменковски направи фаул па излегува од игра, на негово место се враќа Теофиловски. Кузмановски. Столевски повторно до Кузмановски. Челик прима топка. До Кузмановски, повторно Челик.
Ristovski mu krade topka, povtorno Čelik do Sofkovski, Sofkovski za 3. Nema poeni, no srećno topkata se odbiva do Stoleski. Čelik. Kuzmanovski. Kuzmanovski do Čelik. Za 3 Stojanovski. Izleze ova topka. Posljedan su neja igrače Čelik i to će biti nov napad za ekipata na Teteks. Осумнаесет-6 резултатот во втората четвртина до сега за екипата на Teteks. Уште минута и пол до крајот на полувремето. Теофиловски до Костовски. Топка прима Ристовски, ќе се обиде да игра центарски против Кузмановски, но на крај го пронајде убаво Тасков. Тасков рутински подобрачот, четврти негов поен. Сега Теофиловски го фаулира Кузмановски, ќе бидат тоа 2 слободни фрлања за Кузмановски. Се гледа дека Тасков ќе биде едно добро засилување за екипата на Teteks. Оно што му требаше малку цврстина во одбраната на домашниот тим. Повеќе скокови, освоени топки, а и секако поени во противничкиот рекет. Кузмановски успешен во првото слободно фрлање. Кузмановски прецизен и во второто слободно фрлање. 34-25. Во проблеми со фаули е Теофиловски, затоа е и заменет. На негово место Јаневски. Гостите за прв пат мислам дека играат зона во одбраната. Тасков додава до Јаневски, овој пак до Тасков. Вади до Костовски, Костовски до Ристовски, Ристовски за 3. Ова акција на екипата на Teteks ја хронисува Ристовски со прва негова тројка на овој натпревар. Се надеваме не и последна. Воедно ова се и први поени на Ристовски. Сега прави фаул. Екипата на Teteks е во бонус, впрочем двете екипи се во бонус, секој прекршок ќе биде санкциониран со 2 слободни фрлања. На линијата на слободни фрлања Столески, успешен во првото. Столески неуспешен во второто. Кузмановски до Столески, Столески за 2 сега. 5 поени за Столевски. Ристовски, блок му прави Тасков. Сам Ристовски за 3. Фаулиран од Кузмановски. Ќе бидат тоа 3 слободни фрлања за Никола Ристовски. Со број 7 за прв пат во игра и Димитриевски кај гостите. Ристовски е на линијата за слободни фрлања. Успешен во првото, неуспешен во второто. Тоа беше удар за 3 поени. Ќе има и трето слободно фрлање. Штета неуспешен и во третото слободно фрлање. 17 секунди до крајот на полувремето. Можат гостите да ја држат оваа топка до крајот на првите 20 минути, но Ценовски краде топка и забива Михаил Ценовски. Ја крева ова публика во салата во економското училиште 8 септември на крајот на првата четвртина на нозе. Како потегна Михаил Ценовски за крај на првото полувреме. Како финиш во првиот дел со едно забивање на Михаил Ценовски. За конечни
40-28 на крајот на втората четвртина. Само во вториот дел екипата на Тетекс го доби со 26-11. По вообичаената пауза од 15 на минути, повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово. Почитувани гледачи на КМ телевизија, како и на YouTube каналот Тетовски спорт, повторно сме со слика во салата на Средното економско училиште 8 септември во Тетово. Го очекуваме стартот на второто полувреме помеѓу екипите на Тетекс и Охрид. После првите 20 минути, резултатот 40-28. Овој пренос го следите благодарение и на нашите спонзори Кафе Бар Двор 21, Пица и Кейк сервис Јани и Kitchen Bar Infinity. Прв напад за гостите, неуспешен. Сега Ристовски го предводи нападот на Тетекс. Ристовски за 3. Не продолжува таму каде што застана во првиот дел. Стојановски. Столевски против Ристовски. Стојановски. Челик за 2. Кратко. Прифаќа Ристовски. Ќе биде тоа нов напад за екипата на Тетекс. Вапски му приоѓа на блок, пик н рол игра. Шуменковски до Тасков. Тасков вади до Ристовски. Ристовски уште еднаш за 3. Убава тројка на Никола Ристовски. Две тројки за него и вкупно 6 поени. Стојановски до Јовановски. Столевски му приоѓа на блок. Убава игра 2 на 2 на Стојановски и Столевски. Столевски фаулиран, ќе биде тоа 2 слободни фрлања за Столевски. Екипата на Охрид има 2 победи повеќе од екипата на Тетекс, се наоѓа на табелата на 8-то место. Лидер во второлигашката конкуренција е Чаир, убедливо. Потоа следат Вардар и Соколи. Баскет кам Борец 4-то и 5-то место. Струмица 6-та, 7 шкупи, Охрид е 8-ми, како и водно со ист број бодови. На 9-то место Црндрим е 10-ти, екипата на Тетекс 11-то место и последна на табелата е Хераклеја. Вапски вади до Ристовски. Тасков приоѓа на блок. Ристовски сега за 2. Осми поен на Никола Ристовски на истекот на нападот. Сега убаво таму се снајде Јовановски. 7 поен за Јовановски. Ристовски до Тасков. Тасков за 2. Убава асистенција на Ристовски до Тасков. 6 поен на Тасков. Јовановски до Стојановски за 2 неуспешен. Скок на Столевски, вади веднаш. Убав скок на Шуменковски сега. Стојановски не беше успешен за 3 поени. Скок на Шуменковски. 47-32. 3 минути измина од третата четвртина. Тасков повторно. Овој пат неуспешен Тасков. Јовановски. Столевски му прави блок. Јовановски до Столевски. Убава асистенција на Јовановски до Столевски. Претходно 2 слободни фрлања, сега поентира. 9 поен на Столевски. Најефикасен кај гостите. Костовски
до Тасков. Уште еднаш Костовски, сега за 2. Успешен Владимир Костовски. 8 негов поен. Фаулиран Јовановски од Шуменковски. Со агресивна игра во одбраната Шуменковски во првото полувреме успеа да освои 2 топки. Се обидува тоа да направи и во вториот дел. Стојановски против Ристовски. Упадна топката, двојно водење на Стојановски. Вапски го предводи нападот, не знам што тој бара сега со топката. Но Вапски сам од центарот на теренот до крајот, Крсте Вапски ме демантира едноставно. Четврти негов поен. Челик против Тасков. Неуспешен Челик. Ристовски. До Вапски, повторно Ристовски. Вапски. Чекори на Крсте Вапски. Сега Стојановски сам. Убаво се постави Крсте Вапски во одбраната, Стојановски заглави во него. Судена лична грешка во напад, не беше тоа судено, ќе беа судени чекори. Како и да е, нов напад за екипата на Тетекс. Убава атмосфера и во салата на Средното економско училиште 8 септември во Тетово, присутна и навивачката група Војводи. Сега Кузмановски го фаулираше. Не потребно на противната страна на теренот Шуменковски. Ристовски убав дриблинг. Му приоѓа на блок Крсте Вапски. Шуменковски сега. Сам Шуменковски. Убаво положување на Шуменковски. Седми негов поен. Највисоко водство до сега на надпреварот. Екипата на Тетекс води со 19 поени разлика, 53 спрема 34. Очигледен прекршок на капитенот Костовски. Фаулиран беше Јовановски. Излегува Костовски надвор од игра. Се враќа Михаил Ценовски. Најефикасниот кошаркар кај домашниот тим со 9 постигнати поени. Секако и со оној атрактивен потек на крајот на првото полувреме, кога со забивање ја крена на нозе тетовската публика. Сега Стојановски за 3. Убава парабола имаше оваа топка, сепак излезе топката од обрачот. На крајот топката е за екипата на Тетекс. Изминаа 6 минути од третата четвртина. Тетекс го контролира резултатот и го зголемува водството од минута во минута. Јовановски сам, фаулиран од Шуменковски, при тоа беше и фаулиран. Девети, а и 10 поен на Јовановски. Намалува на 53 спрема 36. Излегува Тасков.
Во игра влегува Бранислав Јаневски. За малку ќе ја загубе оваа топка домашните. Сега Шуменковски, уште една изгубена топка на екипата на Тетекс. Стојановски добро се снајде, вади до Јовановски. Столевски до Кузмановски. Стојановски повторно до Столевски, Столевски во дуел со Ценовски. Чекори направи Столевски. Како да сака да ги смири страстите домашниот тренер Димче Вучевски, го бара првиот тајмаут во второто полувреме. А ние да кажеме дека спонзори на овој пренос се нашите верни пријатели. Кафе бар Двор 21 на прекрасна локација веднаш до тениските терени при спортскиот комплекс во Тетово. Уживајте во прекрасниот амбиент и во убавата бавча на Кафе бар од Двор 21, а младите знаат дека тоа е место за најдобра забава во текот на викендот, најчесто пропратена со жива свирка. Доколку сакате да поминете убаво време со вашите пријатели во убав амбиент, исто така може да го посетите и Kitchen Bar Infinity. Пробајте се од нивното мени. Може да си порачате и некоја пијачка и нешто за каснување во Kitchen Bar Infinity. Веќе станува и бренд во нашиот град. И секако пица и кек сервис Јани FM. Имаат најдобрата тетовска пица и пастрмајлија. Многу видови благи. Пица сервис Јани ја доставува вашата нарачка бесплатно до вашиот дом. Ново е тоа што со секоја нарачана фамилиарна пица и пастрмајлија добивате гратис 4 еклери. Нарачувате на добро познатите телефонски броеви 075-909-000 и 044-522-202. Во меѓувреме еден пропуштен напад на екипата на Тетекс. Во контранапад Јовановски не успеа и тој. Нов напад на екипата на Тетекс, Ристовски. До Вапски, овој до Шуменковски, Шуменковски. Требаше да шутира за 3, уште 4 секунди до крајот на нападот. Блокиран Ристовски за 3. Убаво, сега Јаневски ја украде ова, односно, така Јаневски. Можда за уште едно забивање. Контранапад, убава асистенција до Ценовски. Првиот пат на крајот на првиот дел со две раце забива сега со една рака Михел Ценовски и уште еднаш на воодушевување на тетовската публика. 11 поен на Михел Ценовски, на спротивната страна брзо врати Бојовски. 6 поен на Бојовски. 55-39. Ристовски сам. Ристовски за 2. 10 поен на Никола Ристовски. Јовановски. За момент помислив дека тоа е фаул во напад, сепак досудена лична грешка на Крсте Вапски. Јовановски ненамерно го удре по лицето. Сепак фаул на Вапски. Успешен во првото слободно фрлање Јовановски. Успешен и во второто. Неефикасен кај гостите, играчот со број 6 Јовановски, 11 негов поен. Јаневски Славиша повторно во игра.
protiv Kuzmanovski. Janevski ne uspija. Bojovski do Stolevski. Stolevski za 2. Se izravnува со Jovanovski po 11 poeni. Babski do Janevski. Сега Cenovski za 3. Neuspešen Cenovski. Ja spasi ova topka Jovanovski. Kuzmanovski vo tranzicija. Će se obide sam. Убава асистенција сега до Бојовски. Не дозволуваат гостите, екипата на Тетекс, да се одлепи повеќе. Фаулиран сега Ценовски. 57-45 резултатот на 16 секунди до крајот на третата четвртина. Михаил Ценовски е на линијата за слободни фрлања. Успешен во првото слободно фрлање. Успешен Ценовски во второто слободно фрлање. 13 негови поени. Беше прекината играта, мали проблеми со семафорот. 15 секунди до крајот на третиот период. Гостите може да ја држат топката до крајот на третата четвртина. Да видиме што ќе смислат, каква акција ќе смислат во овој последен период. Јовановски го предводи нападот. Столевски му приоѓа на блок. Јовановски. Уште 4 секунди. 3, 2, 1. Јовановски, Кузмановски за 3 на истекот на третата четвртина, неуспешен. Кузмановски завршува третиот период со резултат од 59-45. Само во третата четвртина резултатот 19-17 за екипата на Тетекс. Убава атмосфера во салата на економското училиште во Тетово. А вие, почитувани гледачи на КМ телевизија и на YouTube каналот на Тетовски спорт, го следите овој пренос благодарение на нашите спонзори Пица Кек Сервис Јани ФМ. Имаат најдобрата пастрамајлија и разни видови на пица, пица Ромања, многу видови на благи. Бесплатна достава во вашиот дом, ново е што со секоја нарачана фамилиарна пица или пастрамајлија добивате гратис 4 еклери, на чиј вкус не можете да одолеете. Нарачувате на добро познатите телефонски броеви 044-522-202 и 075-909-000. Секако Kitchen Bar Infinity, прекрасно место да го поминете вашето време со пријателите. Порачајте нешто од прекрасното мени на веќе брендот во нашиот град Kitchen Bar Infinity и секако младите знаат каде е најдобрата забава во градот, а тоа е Кафе Бар Двор 21. Во прекрасна атмосфера и најубавата бавча во градот, повелете во Кафе Бар Двор 21, лоцирана на веднаш до тениските терени, во спортскиот комплекс во Тетово. Започна четвртата четвртина со напад за Тетекс. На момент освојува топка гостите. Сега Ценовски. Три чекори направи Михаил Ценовски. Исправна одлука на судијата Филиповски. Со број 7 Димитриевски. Димитриевски сам. Убаво положува Димитриевски.
поени се ова на младиот Димитриевски. Бабски. Јаневски. Јаневски вади до Ценовски, Ценовски сега за 3. Штета, нема тројка, висок скок на Столевски. Јовановски некако ја исконтролира оваа топка. Сега за 3 Јовановски. Не успе Јовановски. Скок на Јаневски, додава до неговиот брат. Уште 17 секунди до крајот на нападот на екипата на Тетекс. Двојна измена кај домачините. Шуменковски и Јаневски напуштаат игра. Ристовски и Теофиловски влегуваат. Уште една изгубена топка на домачините. Помалку неспортски фаул на Јаневски. Така е, судијата Антовски покажува дека тоа ќе биде неспортски фаул. Ќе биде тоа 2 слободни фрлања за Јовановски и топка од страна за екипата на Охрид. Исправна одлука на првиот судија на овој натпревар Антовски. Мора да кажеме дека на овој натпревар имаме одлично судење. До сега немаме некоја замерка на судиската тројка. Јовановски успешен во двете слободни фрлања. 13 негов поен. Намалува на само 10 поени разлика, 59-49. А можност гостите уште повеќе да ја намалат овој резултат. Столевски сега во дуел со Ристовски. Истече нападот на гостите, не го забележаа тоа. Многу изгубени топки на екипата на Тетекс во овој период. Еве уште една изгубена топка овој пат на Теофиловски. Димитриевски за 2. Димитриевски намалува само на 8 поени разлика. Четврти поен на Димитриевски. Сега Јаневски за 3. Неуспешен Јаневски, топка прифаќа кошаркарите на Тетекс. Добро паметам дека во средината на третата четвртина екипата на Тетекс имаше 19 поени разлика. Таа предност стопена за 7-8 минути игра на само 8 поени. Па дај му техничка, бе, матер ти е, бе! Нервозна реакција на гостинскиот тренер. Фаулиран беше Ристовски. Пробуваат судиите да ги смират тука страстите. Непотребни сцени во салата на економското училиште 8 септември во Тетово. На една мала провокација на гостинскиот тренер. Реагираше публиката тука во салата. Немаше потреба за тоа. Сега интервенира и полицијата на овој натпревар. Ќе видат брзо смирени страстите, брзо. Овие млади момчиња од навивачката група Војводи треба да се смират. Нема потреба за вакви сцени. Секако брзо полицијата ја заврши оваа работа, се надеваме дека брзо ќе бидат смирени страстите и да се префрлиме ние на она што е најважно, а тоа е да се одигра спортски коректно овој натпревар до крајот на овие 8 минути
до крајот на надпреварот од четвртата четвртина. Сега малку гледаме пауза да видиме која ќе биде одлуката на судијата. Чинам дека таму во договор со делегатот, мислам дека при оваа ситуација треба да се испразни салата од навивачите. А гледаме на центарот дека Ристовски се поздравува со гостинскиот терен, веќе надминати се овие недоразбирања. Че имаме тука очигледно мал прекин на надпреварот, или да се отстрани дел од публиката, или да се отстранат сите од салата на Економското училиште 8 септември. Ние, почитувани гледачи, ќе се вратиме по кратка пауза. Мислам дека одлуката е да полицијата испразни дел од трибините. Веднаш што тоа ќе се направи, ние повторно ќе бидеме со слика во салата на Економското училиште 8 септември. Можеби ќе има и поинаква одлука, ајде да зачекаме. Во договор таму е судиската тројка со делегатот и со неколку службеници на Министерството за внатрешни работи. По пауза од некои 15-20 минути, повторно сме со слика во салата на Општинското средно економско училиште 8 септември во Тетово. По барање на судиската тројка и делегатот на надпреварот, салата беше испразнета. Овој надпревар ќе продолжи без присуство на гледачи. На точно 8 минути и 1 секунда до крајот на надпреварот, при резултат 59-51, се случи, не би рекол никаков инцидент, малку една потензична атмосфера. При еден прекаршок на гостинските кошаркари над Никола Ристовски, тој малку бурно реагираше, па гостинскиот тренер на крајот и тетовската публика. Така и надпреварот треба продолжи, мислам дека со 2 слободни фрлања за Никола Ристовски. Можност да го врати. Да ја врати екипата на Тетекс на двоцифрена предност. Успешен во првот. Успешен во второто слободно фрлање Ристовски. 61 спрема 51. Сега во малку театарска атмосфера продолжува овој надпревар. Навистина беше рекордна посетеноста денеска на овој надпревар. Може би повеќе од 200 гледачи во салата 8 септември во Тетово.
Кузмановски со топка, блок му направи Столевски, убава игра 2 на 2, изгубена топка ја освојува капитенот Костовски. Ристовски сега. Во дуел со Димитриевски. Ристовски за 2. Фаулиран на шут. Ќе видат тоа нови 2 слободни фрлања за Никола Ристовски. Неуспешен во првото. Успешен во второто. 13 поен на Ристовски се израмнува со Михаил Ценовски, кој што исто така има 13 поени. Кузмановски додава до Јовановски. Му падна топката на Јовановски, сега од непосредна близина неуспешен. Додаде до Столевски. Столевски беше фаулиран, ќе биде тоа слободни фрлања сега за Столевски. Јовановски и Столевски најрасположени кај гостите. 13 поени постигна Јовановски, собраи 6. А еве 13 поени постигнува и Столевски. Резултатот 62-53, 9 поени разлика. Ристовски блок му прави Вапски, Теофиловски сега, до Костовски. Убава финта на Костовски, штета, не успеа да постигне поени. Димитриевски. За 3 се обидува Димитриевски. Каква тројка на Димитриевски ја враќа неизвестноста на овој надпревар. 7 негов поен. Сега Теофиловски. 62-56, само 6 поени. Предност. Тасков не успеа. Јовановски го фаулира Ристовски. Екипата на Охрид е во бонус, затоа тоа ќе бидат нови 2 слободни фрлања за Ристовски. Има уште доста да се игра на овој надпревар, 6 минути 28 секунди. Ристовски успешен во првото слободно фрлање. Ристовски успешен и во второто, кога е најпотребно. 15 поени на Ристовски, сега Јовановски сам. Не успеа Јовановски, повторно прифаќа топка до Димитриевски. Вади до Кузмановски, за 3 Кузмановски. И Кузмановски постигнува тројка. 6 поен на Кузмановски, намалуваат гостите на 64-59. Убава акција на Тетекс. Ја завршува Тасков. Кога е најпотребно новото засилување на екипата на Тетекс од неодамна, Тасков. Негов 8 поен. Кузмановски до Столевски, убава акција на гостите. Може би имаше и фаул на Теофиловски, како и да е. 15 поени на Столевски. Сега Вапски сам. Вапски фаулиран од Димитриевски. Брзо се игра во ова продолжение на надпреварот. 66-61. Гостите успеа да намалат на само 5 поени разлика. Крсте Вапски. Неуспешен во првото слободно фрлање. Неуспешен Вапски во второто, но во борба под кошот мотивираниот Тасков во дуел со Бојовски му испадна топката од рацете на Бојовски и тоа ќе биде нов напад за Тетекс. 14 секунди за напад.
Ристовски во дуел со Кузмановски. Искусно Никола Ристовски. 17 негов поен. Убава акција на спротивната страна. Не успеа да ја заврши Столевски. Каква рампа сега на Стојановски на Тасков. Сепак екипата на Тетекс ќе остане во напад. 68-61. 5 минути 10 секунди до крајот на овој крајно интересен надпревар. Држена топка, мртва топка. Екипата на Тетекс, ако забележувам добро, на стрелката на записничката маса останува во напад. Сепак на асистенција на делегатот. Заборавил да ја сврти стрелката минатиот пат. Гостите сега ќе има нов напад. Кузмановски до Бојовски. Уште еднаш Кузмановски. Се бара Столевски. Кузмановски. Столевски. Столевски за 2. Влезе некако оваа топка во обрачот. 17 поен на Столевски. Тој и Ристовски на спротивната страна најрасположени во продолжението. Сега Костовски за 2. Капитенот кога е најпотребно постигнува нови поени. 10 поен на Владимир Костовски. 70 спрема 63. Одржуваат каква таква предност домачините. Јовановски. Убаво, повторно 2 на 2. Немаат решение за оваа игра на гостите 2 на 2. Кузмановски или со Столевски или со Бојовски. Во пик-н-рол игра со асистенција постигнуваат неколку напади поред лесно поени. Вапски. Ја зачува оваа топка. Вапски. До Теофиловски. Убава асистенција. 5 поен на Теофиловски, че има тајм-аут. Го побара гостинскиот тренер Стојановски. Вистинско време ние да кажеме дека спонзори на овој пренос се нашите верни пријатели. Пица сервис Јани ФМ, најдобрата тетовска пастрамајлија и разни видови пица, пица Романија и многу други видови на благи може да нарачате само во пица и кейк сервис Јани ФМ. Бесплатна достава има до вашиот дом. Ново е што со секоја нарачана фамилиарна пица или пастрамалија добивате 4 гратис еклери. Нарачки на телефонските броеви 075-909-000 и 044522-202. Кафе бар Двор 21 во прекрасна атмосфера и одлична бавча. Се наоѓа веднаш до тениските терени кај спортскиот центар во Тетово. Младите знаат дека најдобрата забава во градот е во кафе барот Двор 21. И секако Kitchen Bar Infinity, кој што по само една година постојание веќе станува бренд во нашиот град. Сите кои што поминале време со најмините пријатели во Kitchen Bar Infinity се враќаат повторно таму да вкусат од менито на Kitchen Bar Infinity. Преварот продолжува 3 минути 56 секунди до крајот. Домачините имаат предност од 7 поени, 72-65. Повторно игра пик-н-рол, овој пат Јовановски со Бојовски. Уште еднаш. Јовановски додава до Столевски. Столевски во дуел со Вапски. Столевски за 2, не успеа. Убаво загради тамо Теофиловски. Ристовски до Вапски. Вади до Тасков. Не ја спаси оваа топка домачините. Бојовски на спротивната страна постигнува поени. Очигледно ќе следиме интересен надпревар до крајот на овој надпревар. Не успеа сега и на спротивната страна Ристовски. Јовановски. Добро е што не постигна поени. Но ќе бидат од 2 слободни фрлања. Фаулиран беше Јовановски. Гостите намалија
на 5 поени разлики, имаат можност уште повеќе да го намалат ова водство. Го прави тоа Јовановски. 72-68. 14, а и 15 поен на Јовановски. Теофиловски до Костовски. Костовски против Столевски. Костовски сам за 2 не успеа. Штета. Јовановски. Акциите обично одат преку него. Последен со топката играше капитенот Костовски. Три поени разлика. 2 минути и 26 секунди до крајот. Кузмановски. Блок му направи Столевски. Кузмановски за 3. Во бунар Кузмановски. Тайм-аут. Не забележав кој од тренерите го побара овој тайм-аут, не е ни толку битно, мислам дека Димче Вучевски, тој имаше право затоа што топката ќе биде за екипата на Тетекс, тој може да побара тайм-аут. А ние уште еднаш да се подсетиме на спонзорите на овој пренос на КМ телевизија. Овој пренос може да го следите благодарение на нашите верни пријатели Kitchen Bar Infinity, Кафе бар Двор 21 и секако пица и кек сервис Јани FM. Овој натпревар освен на КМ телевизија може да го погледнете и на YouTube каналот на Тетовски спорт. А јас искрено ви препорачувам да ја заследите и фан страната на Тетовски спорт на социјалната мрежа Facebook, каде што ги добивате сите најнови информации поврзани со спортските колективи од нашиот град. Гостите понатаму во некој вид на зонски пресинг по целиот терен. Сега застануваат во зона во одбраната, после подолго време, игра еден период и во првото полувреме зона. Теофиловски за 2. Поени на Теофиловски. Навистина важни поени на Теофиловски. Јовановски сега. Јовановски сам не успеа. Скок на гостите, нови 14 секунди за напад, повторно Јовановски со топката. Против Теофиловски, не успеа. Теофиловски на спротивната страна, не треба сега да брза екипата на Тетекс. Ристовски. Костовски, 10 секунди до крај на овој напад. Костовски за 2. И капитенот Костовски прецизен. 76-69. Се враќа онаа предност од 7 поени разлика. На 1 минута и 7 секунди до крајот. Сега реагира гостинскиот тренер со нов тайм-аут. 12 поен на капитенот Костовски. Како што и пред 1 минута кажав, почитувани љубители на кошарката на КМ телевизија и на Тетовскиот спорт, овој пренос го следите благодарение на пица и кейк сервис Јани FM, Kitchen Bar Infinity и Кафе барот Двор 21. Последни консултации пред крајот на овој надпревар, пред крајот на овој 1 минута и 7 секунди, на овој крајно неизвесен надпревар. Три четвртини имаше екипата на Тетекс. Дури имаа предност од 19 поени разлика.
во текот на третата четвртина. Ја доведува малку под знак прашалник победата на овој натпревар. Сепак веруваме дека овие 7 поени предност за 1 минута и 7 секунди нема да бидат достижни за гостинските кошаркари. Кузмановски со топка. Блок му направи Бојовски. Кузмановски до Јовановски. Кузмановски против Тасков. Кузмановски 7 секунди. Кузмановски за 3. Неуспешен Кузмановски. Одлична одбрана на екипата на Тетекс. Мислам дека сега мирно можат домашните кошаркари да го трошат времето до крајот на нападот. Костовски. Одојал со Стојановски, Костовски. 4-3 секунди. 2. Вапски за 3 поени. Промашува Вапски. Освојуваат текстилците нова топка. Може да ја држа топката буквално до последните секунди на овој натпревар. 10 секунди до крајот на нападот. 13 секунди до крај на надпреварот. Промашува Теофиловски, но Вапски поправа. Шести поен на Крсте Вапски. На крајот Кузмановски од огромна далечина се обиде од 9 метри да постигне тројка, не успеа. Интересен надпревар следевме денеска, почитувани гледачи на љубители на кошарката. Конечен резултат КК Тетекс, КК Охрид 78-69. Нова средба ви закажуваме следната недела, кога екипата на Тетекс повторно ќе игра на домашен терен со екипата на Борец од Велес. До тогаш спортски поздрав и пријатно.